Граѓанско-демократската унија прашува кога асфалт во населбата Маричанската во Пробиштип, каде живеат околу 200 жители. Во изминатите години асфалтирањето се усвојуваше од Советот на општината, но сето тоа остана само на хартија, додека во пракса ништо не се реализираше досега. За жал, предвидените средства се преминуваа за сосема други незначајни проекти. Дека делата на градоначалникот се вистински недела, покажува и фактот што тој во изминатите години нема никаква визија или план за економски развој на општината. Имено, неговото општо работење или секојдневна обврска за еден градоначалник ја прикажува во јавноста како негова посебна заслуга. Например, реализација на програмите на општината од посебни оделенија, во неа кои програми ги подготвуваат самите вработени од општината и истите ги реализираат, не може да си ја препишува идејата на програмите како негова, бидејќи тие програми се донесуваат долгорочно, десетина години наназад. Сега само раководителите му ја сервираат како готова, тоа значи дека имаме градоначалник кој работи по програмата од претходната гарнитура. Нова реагира од општина Пробиштип. Имајќи ја предвид финансиската состојба на општина Пробиштип во периодот кога ја презедовме власта со долг од околу 3 милиони евра, за кој впрочем и најдиректно се запознаени од Граѓанско-демократската унија Пробиштип, бидејќи нивниот председател беше советник во Совет на општина Пробиштип од ВМРО Народна партија до 2017 година. Најголем дел од проектите кои се реализираат во овој период се преку донации. Сите проекти кои досега се реализирани се во фаза на реализација или планираме да ги реализираме во наредниот период, се извадени од предизборната програма со која ја добивме довербата на граѓаните. Исто така, сакам да потенцирам дека за сите проекти кои се нотирани во истата, секојдневно и неуморно даваме максимални напори да ги реализираме во целост во соработка со владата на Република Северна Македонија.